секогаш треба да најдеме сила во себе да ги испробуваме тугите кујни. Јас сум заљубена во тугите кујни. Не заради тоа што се екзотични или заради тоа што ги немаме кај нас, туку навистина преку храната и преку сето она што се тие рецепти, дали се од азискиот, дали се од латинскиот свет или не знам, афрички рецепти, навистина ме возбудуваат, бидејќи на тој начин ја запознавам културата. Азиските рецепти ми се едни од омилените. Многу сакам вкусови. Таква ми е преференцата во суштина, каде вкусовите се мешаат, сладко, кисел, лут, сос, а начините на кои ги подготвуваат исто така многу ми се допаѓа, заради тоа што се брзи, тоа е на висок оган, на висока температура. И денеска инспирацијата ми е од нивниот начин на подготовка. Ракчињата не се можеби многу застапени во нашата кујна, апсолутно со причина, бидејќи не сме земја која излегува на море. Многу ретко можеш да најдеш убава морска храна. Од пакет мака секогаш може да ја порачате од нивната рибарница, каде имате свежа риба и свежи морски плодови. Но јас денеска решив да ви покажам дека и дури со ние замрзнатите може да направите вкусни и здрави рецепти. Денеска ќе искористам поховани ракчиња. Јас денеска сакам да ги испечам. Не заради тоа што пржените не ми се допаѓаат, туку само заради тоа што печените ракчиња ќе ги зачинам со малку корнфлекс, кој дополнително ќе биде крцкав и ќе го имате слојот на крцкавиот корнфлекс, потоа ќе го имате брашното. Денеска ќе употребам интегрално затоа што ми има јаткас вкус и на крајот ќе имате едно изненадување од зачини врз мекото и сочно ракче. Ќе ги подготвиме прво тие што одат во рерна. Најпрви сакам да ги зачинам. Една кеса со патент и ставаме ракчињата. Сакам да ги зачинам по целата нивна надворешност, заради тоа што многу пати мислам дека сум ви кажала дека го сакам тоа слоевито готвење и мешање на вкусовите. Ќе ставам ким. Го ставам цело зрно, заради тоа што целиот ким, кога е во цело зрно, ги има конзервирано внатре вкусовите и мирисите. Сам дека исклучително е важно да биде доминантен во овој рецепт. Имам црвен пипер. Ако сакате луто, искористете чили, лук во прав, кромит во прав. Ќе ставам сол. Ракчињата се солени сами по себе, бидејќи доаѓаат од морска вода, самите имаат веќе попримено сол во себе и ставам бибер. Ќе ги измечам зачините за да се измешаат едни со други. Јас мислам дека само вака можам ова да го јадам, туку убава мириса, кимот со црвената пиперка со кромидот. И тоа. Кесата. И истурете се внатре. До секој зрно. Затворете кесата и убаво, многу нежно, затоа што морските плодови се многу нежно месо. Протрите ги и дајте ми 5-6 минути да ги пијат зачините. За тоа време подгответе го оној дел што треба да го испоховате. Имам интегрално брашно. Избрав интегрално брашно заради тоа што ми има јаткас вкус. Пробајте. Ќе го засолам малку и брашното, навистина малку, заради тоа што, ви кажав, сакам слоевито засолување. И имам корнфлекс, само ќе го искршам на помали парчиња. За да бидат мали залчиња. Корнфлексот побрзо
под дејство на топлината ќе се запече и ќе биде прекрасен крцкав дел од печената ракче. Ќе искршам 2 јајца. Ќе ги изматам. Доста. Ќе искористам една мала финта, ќе ставам пeciво во брашното. Пецивото во допир со топлината, само малку ќе ја подигне похованиот дел од ракчето и ракчето ќе има шанси против топлината на рерната. Ќе земам една тава за печење, обложена со фолија и полека, сонувајќи зидните патувања, може би во азиските делови, и ги направам моите ракчиња. Овие прекрасноти и залчиња одат да се печат 10 до 15 минути на 180 степени или додека не приметите дека веќе стануваат златно жолти. На средна полица. Вториот рецепт кој денеска ќе ви го подготваме е една многу лута и зачинета салата, каде ќе употребам грейпфрут и свежи ракчиња. Ракчињата ќе ги пропржам само на малку масло, на снегулки направени од изгорлуто чили пиперче. Става малку соја сос, малку сос од риба, еден фантастичен прилив и ви ветувам совршено искуство со печените ракчиња. Најпрво ќе го направам сосот, заради тоа што сакам да ми се спојат сите состојки. Ќе ставам најпрво сок од една лимета. Важно е да користите лимета во овој рецепт, заради тоа што лиметата, за разлика од лимонот, има еден поостар вкус, една изразена киселост и еднаоштрина, за разлика од лимонот, кој е многу по-неутрален. Ќе ставам цела лимета, сам дека нема сенки. Колку прекрасно мириса. Внатре ќе ставам кафеав шеќер. Ќе ставам сол, многу малку, заради тоа што ќе употребам соја сос. Ќе ставам изгорлута паста од чили
имам фиш сос, значи сосот од риба е мојата екипа вика мириса на храна за риби за во аквариум. Јас ќе ве охрабрам да ја употребите. Ја има на оние полици за екзотична храна во нашите маркети, заради тоа што да, има еден специфичен и непријатен мирис, меѓутоа споен со цитрусите, споен со останатите состојки, има еден совршен поврзувачки вкус и јас ќе ве охрабрам да го пробате, а вие пишете ми дали сум во право. Ќе ставам неколку лажици. Секако ништо без маслата на витаминка. Имам тука убаво маслиново масло. И последната состојка имам малку јаболков оцет. Убаво промешајте. Гледате како веќе, не знам дали може треба да го свртам, дали може да видите дека ја променува бојата и има како вријање. Тоа е одговорот кој го даваат сите состојки внатре, измешани, киселоста на оцетот, лиметата со сосот од риба. Феноменално. Ќе го оставам да се одмори. Ќе продолжам да ги направам оние кои ќе бидат топли состојки во оваа салата. Додека мојата тава не е намрсена, ќе испечам малку несолени кикирики и малку кокос. Сакам да ги подзапечам на рингла, заради тоа што сакам да го има оној запечен мал вкус, дека во салатата има нешто готвено, а потоа во истата тава ќе ги направиме ракчињата. Прво ќе го ставам кокосот, да се дехидрира, да излезе целата течност што има и кириките на сува тава. Само ќе ги промешуваме постојано, а готови се кога ќе видите дека се појавуваат малку подгоренки и парченца со променета боја. Гусаните тави ја примаат целата топлина, ја одржуваат. Совршен здрав избор за готвење. И ве гледате, веќе кокосот почна да потемнува и да мириса на запечено. И ќе додадеме повторно прекрасно маслиново масло. Ќе намалиме, заради тоа што морската храна бара пониска температура, повеќе нежност во обработката. И одат внатре ракчињата. Морам да се потргнам, ме напаѓа заради тоа што се уште влажни, пакет МК секогаш ги доставува многу свежи. Секогаш знаете кога се дојдени во рибарницата и навистина мирисаат многу свежа. Гледате, веќе почнуваат да ја менуваат бојата, само неколку минути им требаат, навистина. За тоа време ќе исечам луто, прелуто чили пиперче со сенки. Обожавам лута храна. Превртете ги. Гледате, веќе формираат ова што ви го објаснив. Убав се прават во полумесечинки. Кога ќе добијат совршена полумесечинка, значи дека се готови. Може би нема доволно место тука убаво да се развијат. Ама сок од лимета, за да примат дополнителна киселина. Одлично одговараат сите тие лимони и цитруси со морската храна, бибер. И малку сол. Овој пат сакав да направам полесна варијанта, иако свежите ракчиња
Најмногу ги сакам во путер сос. Путер сос со свежа ракче, чили, пиперка. Мислам дека е совршената храна. Готови се. Совршен полукруг. Ќе ги оставам пиперчињата внатре, бидејќи доволно ги имаат налутено моите ракчиња. И ќе го подготвиме делот од салатата, кој мислам дека апсолутно е потребен секогаш со сите тие морски плодови или убави рецепти кои ги имаме од азискиот свет, не фали нешто зелено. Ракчињата ќе ги искористам, ќе ги ставам на страна, може да ги конзумирате и без салата, ама имам тука убава мешана салата, во која ќе ставам 2 цели грейпфрути, само да ги проверам другите ракчиња. Совршено се готови. Мирисаат навистина јаткаста, само да ви ги покажам и ќе ги оставам да се изгладат, да не чекаат додека го завршиме останатиот рецепт. Јас грейпфрут сечам вака. Не дека сакам да се правам важна, дека добро оперирам со нож, ама навистина многу сум трапава кога треба да го излупам самостојно со правење на линии, па да влечам од кожата. Чи грейпфрутот баш го сечам на тој начин што користам навистина остар нож, за ова ви треба многу остар нож и го обработувам додека не дојдам до црвениот дел. Како што би исекле ананас, манго можеби, сите потврди овошја, најдобро се лупат на овој начин. Ќе го изфилатирам. Меѓутоа ќе го држам врз салатата, затоа што сакам сите сокови кои се цедат по моите раце да завршат во мојата салата. Го сечам, заради тоа што не сакам да биде конзервиран во лушпата. Сакам пресекле залак, да ја осетите горчината која ја нуди грейпфрутот. А целата таа сочност на секое залче да биде сензација во комбинација со другите состојки. Извадете го јакиот дел. Натре ќе продолжам со додавање на една црвена пиперка ајварка. Ќе ја исечам на тенки лентички, заради тоа што сакам да го имам тој азиски изглед. Они често сечат во кибритчиња, во форма на кибритчиња. И сечете пиперката на половина и најтенко што можете направете мали кибритчиња. Азиските народи баш се, мислам дека и храната им го сликува тоа дека се одликуваат со многу трпение, многу време посветуваат на начинот на сечење, на минималното декорирање, кратката термичка обработка, а мноштво на природни вкусови, односно комбинираат повеќе состојки за да добијат еден вкус кој е право совршенство. Ќе земам една чинија, затоа што сакам оваа салата да биде оброк и ќе почнам да ја составувам, за да можете сами да си земете парченца кои ви се допаѓаат, некои кои не ви се допаѓаат да ги заставите. Следно што ќе ставам еден морков, ќе го исечам на различен начин, ќе земам една алатка за љупење и ќе направам тенки, прекрасни ленти. Морковот е една од моите омилени зеленчуци. Краставицата половина ќе направам на полумесечинки, а половина повторно во лентички. Ќе направам и мали крупчиња, тоест полумесечинки, да ми одговараат со моите ракчиња. Ќе го извадам во дестиот дел, односно семето. Така.
промит на полумесечинки, половина. Многу тенко исечен. Извадете ги прстените. Ставете ги во луѓето ќош. И префрлете салатата со грейпфрут. И сиде прекрасноти, време да ги составите. Ги испеков моите ракчиња. Се сеќавате дека не ставив масло, не ставив намерно, затоа што доколку ставев масло, тие ќе се испржа. Јас сакав баш да бидат запечени. Ќе ставам по една капка врз секое. На чинија за сервирање во кое ставив убав квалитетен соја сос. Ставив убав квалитетен соја сос, бидејќи сметам дека најдобро овие ракчиња се конзумираат, така што земете на ракче малку во соја сос, бидејќи не се толку солени. Значи, стварно не можам да одолеам, да дочекам да ве одјавам, за да можам да пробам уште едно. Совршени се, јаткасти, крткави, прекрасни. Совршени азиски залчиња. И сега начинот на кој јас би ја исконзумирала оваа салата, што си ставив една убава бамбус подлога, за да имам азиско чувство во текот на јадењето. Ја подготвив салатата, начинот на кој јас би ја сконзумирала, би земала од се помалку. Вие може да изберете ако нешто не јадете. Ќе земам од мешаната салата, малку грейпфрут, прекрасните, убави лентички од морков, исто така и од краставица. Ќе земам од печените кикирики и кокос. И секако луто, премногу луто, пржено ракче. Не знам дали се сеќавате, направивме сос, протресате, мириснете го. Јас ќе ставам малку, другиот ќе го оставам на страна во салатата. А ние се гледаме веќе во следните епизоди со нови патувања во други држави и рецепти на други нации и секако со нашите македонски традиционални рецепти.